Се сеќавате сигурно минатиот пат дека зборувавме за едно нешто од трите, значи две спомнавме, кое што може да не го измеша умот, како на Валаам, што му бил измешан прво со парите, потоа со ласкањето, и трето, лажната наука е она кое што може да ни го измеша умот, веројатно, меѓу другото и нему му бил измешан, и ако и нему бил од тоа, тој всушност успеал со своите интриги, способности, лукавства, така да кажам, да им го измеша умот на израелците. На самиот крај, значи, пред влезот во хананската земја, со тоа што преку жените ги навел да жртвуваат на лажни богови. Значи, таму беше врската со лажната наука, но ние повеќе се задржавме минатиот пат на здравата наука, затоа и насловот беше здрава наука за здрав ум, и само малку, за да поврзам, ќе повторам, од оние стихови во второ послание до Тимотеј 4 глава, од првиот стих, советите кои што Павле му ги дал на Тимотеј и му вели: те заколнувам пред Бога и Христа Исуса, и потоа вториот стих вели: проповедај го Словото, настојувај во време и во невреме, значи секогаш, без исклучок, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука. Со други зборови, проповедај го Словото, кое што е полезно за сета поука, за изобличување, за поправање и за воспитување. Зошто? Затоа што за да човекот стане совршено подготвен за секое добро дело. Потоа трети стих вели: зашто ќе дојде време, зошто е битна здравата наука, затоа што ќе дојде време кога луѓето нема да ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители за да им ги скокоткаат ушите и ќе ги одвртат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки, а ти биди трезвен во се. Трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнува ја својата служба до крај. Значи, советот накратко се состоел во тоа да го проповеда Словото, да ја проповеда вистината, таа здрава наука, која што е за добра за умот, и во време и во невреме, и да при тоа ќе трпи страдања. Зошто? Затоа што луѓето нема да можат да ја трпат здравата наука, и вистината и Словото ќе ги отфрлат, затоа што тие не ги скокоткаат ушите, туку нешто друго прави Словото, како што спомнавме, сече, како меч со две острици. Нешто што е непожелно за телесното срце, и никој човек не сака такво нешто, но е многу важно исто така за да се сочува умот чист и да биде во едно, значи, идеално здравие. Рековме дека не се потребни само поправки, туку треба преобразба, обнова на умот, како што вели динамичниот превод, како што преведува оној стих во Римјаните 12.2, допуштете Бог од внатре да ве преобрази, така што тој ќе го промени начинот на кој размислувате. Многу битно. Значи, тука се случува обратувањето. Во самиот ум треба да се промени начинот на размислување. И минатиот пат спомнав, меѓутоа сега малку и ќе поменам низ тој процес, циклус, развоен циклус на пеперутката, значи, кој што има повеќе фази. Знаете дека пеперутката први носи јајца на некој лист, да кажеме, и потоа, значи, таа прва фаза е јајце. И тоа е првата фаза кога човекот, било да е тоа, не знам, божец надвор или пак еве да е некој верник, така наречен верник, меѓутоа е затворен, како да е затворен во една своја средина, си живее во една своја реалност, на него му е тука супер, меѓутоа тоа е лажна реалност, да кажеме лаодикеецот. Лаодикеецот смета за себе дека е супер и живее во некоја реалност своја, не прифаќа ништо што ќе му кажете, затоа што он е идеален, он е супер, и живее во своја реалност која што е лажна. Потоа доаѓа онаа втора фаза, ларва, или се раѓа гасеница од јајцето, тоа е веќе почнува личноста да ја осознава својата состојба, значи нешто се случува, како да речеме,
човекот, односно Павле, и она негова состава во Римјаните 7 глава опишена. Значи, почнува борба, почнува еден болен процес со, може да има тука емоционални падови, подеми и така натаму. Се скјавате на оној извик, кој што често пати брат Зоран знае да го каже: несреќен човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. Значи, тоа е таа борба која што веќе почнува. Некое осознавање има таа особа, потоа доаѓа онаа фаза на кукла, и тоа е, може би, една од најбитната фаза на оддалечување, на изолирање, да кажеме, на самоиспитување, на повлекување, клучен период. Каде си, да осознаеш каде си, што ти треба, можеш ли сам, сваќаш дека не можеш сам, дека ти е потребна Божја сила. И тука се случува всушност односно започнува вистинската преобразба, за да на крајот од таа кукла излезе една прекрасна пеперутка, и тоа е веќе новиот живот, новите размислувања, живот на слобода. Како што и самиот закон се нарекува закон на слободата, тогаш и законот не одеднаш од јарем, порано бил јарем, тешкотија, меѓутоа сега станува слобода. Тоа е вистинската слобода, која живеете во рамките на законот, исполнување на Божјата волја. И како што цитирав Јован 8:32, и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. И сега, овој стих е кажан во еден контекст, и тука ќе се задржам највеќе во Јован 8 глава, во еден контекст во кој што гледаме во една дебата и судир меѓу Исуса и фарисеите, како и во тоа време, а и секогаш, универзално вистината не била прифаќена, односно таа здрава наука едноставно не била лесна да се прифати. Дејствието се случува за време на празникот Сеници. Исус е во предворието на храмот, рано наутро, како што вели во Копнежот, сестра Елен Вајт на 463 страна, во средината на ова предворје се издигнувале два високи столба со големи стативи за светилки. И овие светилки навечер, знаете, ги пуштали, сето тоа било осветлено, насекаде светело, и всушност на празникот Сеници се подсетувале израелците преку оваа светлина на столбот од светлина, кој што ги водел, но Исус рано наутро се наоѓа во предворието, веднаш после онаа случка, нели, почетокот на 8 глава Јоване со жената фатена во прелюба. Меѓутоа сега одиме после таа случка, тој е тука некаде во предворието и не сакал да се искористи можеби со таа светлина, се сеќавате што ќе каже во 12 глава, меѓутоа сепак нашол за сходно да се послужи со сонцето, затоа што тоа не била доволна слика, оние светилки кои што не ни осветлувале баш нешто многу, но сонцето било идеално за да се земе како пример, затоа што осветлува цела земја. И се послужил со сонцето, укажувајќи на сонцето, во Јован 8:12 ќе рече, Исус пак прозбори натаму велејќи: јас сум светлината на светот, кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Значи ќе излезе од тоа јајце, од таа некоја своја реалност, ќе излезе од таа темнина таму. И од тука после почнува таа дебата со фарисеите, која што ќе прерасне во многу жестока дебата. Исуса ќе го нападнат на лична основа дури. Ќе искористат, иако Библијата не го користи тој збор, меѓутоа збор кој што Штипјани го користат највеќе, како добро утро име, а многу навредлив, ама ете, тие така си копиле. Ако отидете од Штип, другарите меѓу себе си викат: копиле, кај си бе? Мислам, тоа е кај нив едно нешто вообичаено, меѓутоа е навистина доста навредливо. Значи, не можејќи да се соочат со него, во таа дебата ќе почнат со ниски удари, како што обично не се случува со некои кои што нема да можат да ве совладаат во дискусијата. И низ целата оваа дебата провејува онаа мисла која што Исус сака да им ја втисне во умовите на фарисеите и на сите кои што биле присутни, на собрано дека тој има божествено потекло
и дека е непосредно поврзан со Бога и дека потекнува од Него и ја врши само Неговата волја. И читаме во Јован 8:28 сега. Вели, затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку дека зборувам она што татко ми ме научи. Оној кој ме прати е со мене, ова е интересен стих, многу едно убаво ветување овде. Значи, претходно вели, јас не постапувам и не правам ништо сам од себе. Оно што ќе го научам од Отецот, тоа. Значи, ја творам Неговата волја. Ние сме тесно поврзани. 29 стих вели, оној кој ме прати е со мене и не ме остави сам, зашто секогаш го вршам оно што му е угодно. Многу убаво ветување се крие во овој стих. Ако ја вршите Божјата волја, ако го вршите оно што секогаш нему му е угодно, никогаш нема да бидете сами. Кој ќе биде со вас? Разбира, Бог. Самиот Исус го вели тоа, не ме остави сам, зашто? Затоа што секогаш го вршам оно што нему му е угодно. Се сегавате со Филип, кога Филип му вика, покажи ни од таткото, не сме го виделе, и Исус им му вели, а ме гледате мене, а го гледате таткото. Ако ли не, верувајте по делата. Значи, делата што ги вршам не се мои. Делата се клучни, како што и во Матеј 7 глава вели, по делата ќе ги познаете. И еве сега ќе ги познаеме фарисеите, кои биле. Исус многу јасно ќе им каже. Исус јасно им е прикажал разликата помеѓу себе и помеѓу нив. Еве во 23 стих, уште не сме дошли до оној главен пасос што ќе го офатам, но во 23 стих и вели, што им вели? Вие сте од долу, а јас сум од озгора. Вие сте од светов, јас не сум од светов. Што може да значат овие стихови во светлината на Јован 3 глава и разговорот Исусов со Никодим? Вие не сте обратени, вие сте телесни, вие сте од долу. Јас сум со Бога, јас сум во духот, јас чекорам во духот, вие сте сосема спротивно од тоа. И затоа вели 24 стих, ви реков дека ќе умрете во своите греови, зашто ако не поверувате дека сум јас, ќе умрете во своите греови, 2 пати дори им вели. Значи, ви нема спасение без тоа да поверувате дека сум јас. Вистината стои пред нив. Меѓутоа, како што кажав, често пати, односно најчесто во историјата и може да кажеме константно, вистината не се прифаќа. И сега од 31 стих ќе очитаме тој дел, видите каква жестока дискусија. И како јасно Исус им дава до знаење кои се всушност они и која е разликата меѓу нив. Од 31 стих Јован 8 глава. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа: ако пребивате во мене, во моето слово, навистина сте мои ученици. И ќе ја познаете вистината и вистината ќе ја ослободи. Еве го оној стих. И тие му одговараат: ние сме Авраамово потомство и никогаш никому не сме му робувале. Што и физички воопшто не е точно. Нисколку робства поминали и моментално се под робство. Но и она што Исус сака да ми го каже исто, не го сваќаат. Никому не му сме робувале. Како велиш ти, ќе бидеме слободни? Па ние сме слободни. Ако ја одбиваш вистината, не можеш да... Што ќе те ослободи? И тие во оваа дебата всушност жестоко се спротиставуваат на вистината. Исус им одговара сега на тоа: вистина, вистина ви велам, дека секој кој прави грев, роб му е на гревот. Веднаш им кажува всушност за какво робство зборува, а робот не останува дома довека, синот останува довека. И така, ако синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Минатиот пат ништо грешка не каже Јани позади таму, дека синот е оној кој што ослободува, всушност. Ја го барав оној стих 32 од вистината, а тоа е едно те исто. И така, ако синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни.
знам дека сте Аврамово потомство, но пак барате да ме убиете. Зашто моето слово нема место во вас. Јасно им кажува, моето слово, здравата наука, не може да најде место во вас. И имате нечисти мисли, во случајов сакаат да го убијат. Може да бидат тоа било какви мисли. Јас го зборувам тоа што сум го видел кај татко ми, повторно, значи, го кажува тоа, единство меѓу него и Отецот, значи творењето на неговата волја. Исто и вие правите што сте чуле од вашиот татко. Јасно им кажува, јас имам еден татко, ама вие имате друг татко, вам ви е друг татко. Инаку не би помислувале да ме убиете. Му одговорија и рекоа, наш татко е Авраам. А што им вели Исус? Значи, појасно здравје. Ако бевте Аврамови чеда, ќе ги правевте Аврамовите дела. Каде ви се делата? По делата ќе ги познаете, по плодовите ќе ги познаете. Каде се Аврамовите дела? Вие сакате да ме убиете. Денеска и во изминатиот период Јанин изборува за Аврам и за неговите дела. Огромни дела на вера, дори тоа Аврам што го направи повеќе од вера. Повеќе од вера. Да го принесеш својот син, да бидеш спремен, значи да го принесеш својот син на жртва. Нешто што е наистина неверојатно. А сега сакате да ме убиете, мене, човекот кој ви ја кажа вистината што ја чув од Бога. Аврам не направи така. Аврам беше послушен. Аврам ја слушаше вистината. Во Аврам пребиваше вистината. И забележувате ли овде, сакате да ме убиете мене кој што ви ја кажувам вистината. Видите докаде може да отиде човек, одбивајќи ја здравата наука и вистината. Да, сака да го убие носителот на вистината, односно во овој случај самата вистина. Исус е вистината. Исус е Словото. Човекот кој што ви ја кажува вистината, што ја чув од Бога, и повторно го нагласува тоа, значи, го чув од Бога, тоа што сум го слушнал од Бога, тоа ви го кажувам, не кажувам ја ништо само од себе. Аврам не направи така, вие сте сушта спротивно со Аврам. Може да сте потомци негови, физички, меѓутоа не се рачуна тоа, духовното потомство е битно. Со кого сте духовно поврзани. Вие ги вршите делата на татка си, значи, кај вас изостануваат Аврамовите дела, меѓутоа вие вршите дела на вашиот татко. И сега ова кој ќе ми го каже, што му велат? Ние не сме родени од блудство. Еве ова Копилево превод. Се јасно е на што алудираат на Исусовото раѓање. Имаме еден татко, Бог. Значи, одат понатаму во дебатата и велат, Аврам е нашиот татко, сега татко е Бог. Бог е нашиот татко. Пазите, Валам, кој сме кај Валам, вели Елен Вајд дека бил некојаш добар човек и Божи пророк, ама подоцна отпаднал. Меѓутоа и како таков, во отпад, самиот за себе сметал дека е Божи слуга. Пазите, вие може да сметате едно, ама од сметање и мислење свое до вистината може да има голема разлика. И они сметаат дека се Аврамови потомци. Тие сметаат дека нивни татко е Бог, меѓутоа делата откриваат дека не е така. И Исус им вели сега, ако Бог беше ваш татко, ке ме љубевте мене, зашто јас од Бога излегов и дојдов и не дојдов сам од себе, туку тој ме прати. Нема логика. Ви сакате мене да ме убиете, а велите дека ваш татко е Бог. Зашто не го разбирате моето зборување? Вие воопшто не ни разбирате што сакам да ви кажам, затоа што не можете да ја слушате мојата наука. Здравата наука.
Онаа која што е, значи, очигледно дека имаме работа со луѓе кои што се со измешан ум. А знаеме кои биле фарисеите? Па тие се фалеле највеќе со својата духовност. Ако треба некој да се спаси, тие се оние кои што ќе се спасат. Меѓутоа, видите, во оваа дебата Исус јасно им кажува: вие не можете да слушате мојата наука. Вие поттекнувате, јасно им кажува, од вашиот татко ѓаволот. И сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Кажува оние две карактеристики на ѓаволот: убиец и лажго, татко на лагата. Вие тврдите дека Бог е ваш татко, меѓутоа не. Тој им вели: ваш татко е другиот. Оној кој што е убиец, оној кој што е лажго, и вие ги творите неговите дела. Со други зборови, вие не сте Натанаел, вие не сте вистински израелец, вие не сте вистински израелци. Вие лажете, вие манипулирате, вие имате нечисти мисли, вие сакате да убиете. И да не редиме сега, тука може многу нечисти мисли да спомнеме и работи кои што спаѓаат во грев. Значи, вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Не ми верувате мене, зашто ви ја зборувам вистината. Повторно ще еднаш повторува. Кој парадокс, меѓутоа живееме во такво време, не е било само тогаш. Пак ќе повторам, вистината никогаш не била прифатена. Јас ви ја кажувам вистината, меѓутоа вие мене не ми верувате, затоа што сте со измешан ум. Затоа што сте во тоа јајце тамо затворени, живеете во своја реалност, не може да допре вистината до вас. Павле, исто, како фарисеј, сметал дека е супер, безпрекорен, ништо не му фали. За да после, кога сепак допрело тоа до него, да свати дека всушност од најголем грешник сватил дека е. Не ми верувате мене зашто ви ја зборувам вистината. Кој од вас ме обвинува за грев? Ако ја зборувам вистината, зашто не ми верувате? Пак уште, по трет пат, по кој пат? Кој е од Бога, ги слуша Божите зборови, затоа вие не ги слушате зашто не сте од Бога. Чиста логика, се тоа што го зборувам. Меѓутоа, доста жестока дебата е ова. И често пати Исус знаел да биде вака со фарисеите. Значи, видите, има разлика. Има разлика од тие надвор таму, кои што се уште не ја знаат вистината. Има разлика од тие кои што можеби се 50 години стаж, имаат во црква и така натаму, а се во некое јајце, пак да кажам. Има разлика. Исус денеска да е со нас, не знам како ќе се однесува кон нас. Секако дека е и милостив, и праведен, и многу добар, и понизен и така натаму, меѓутоа гледаме како настапува со фарисеите. Значи, ја одбиваат упорно вистината, им ги чита мислите. Јудејците му одговори и рекоа: не зборуваме ли ние право дека ти си самарјанец и дека имаш бес? Не можат веќе со него да се справат и ти имаш бес, ти си самарјанец. Знаете ли што значило да ви каже некој во тоа време ти си самарјанец? Тоа е навреда. Самарјаните ги сметале за кучиња, за нечисти. Исус им одговара: јас немам бес, туку го почитувам мојот татко, а вие ме срамите. Јас не ја барам мојата слава, има кој бара и суди. Вистината, односно вистина ви велам, ако некој го запази моето слово, нема да види смрт довек. Јудејците му рекоа: не можат веќе, значи, збеснале. Сега знаеме дека имаш нечист дух во тебе. Аврам почина и пророците исто така, ти велиш, ако некој го запази моето слово, нема да ја вкуси својата смртта довека. Зар си ти поголем од нашиот татко Аврам, кој умре? И пророците умреа. За кого се представуваш ти самиот? Исус им одговара: ако јас се прославувам самиот себе,
Мојата слава е ништо. Мене ме слави мојот татко, за кого вие велите дека е ваш Бог. Со други зборови може да им каже и тоа, дека вие сте тие кои што се славите самите себе. Се фалите со самите себе. Јас сум дошол да го прославам Отецот. Вие не го запознавте, јас го познавам. И ако речем дека не го познавам, ќе бидам лажец како и вас, но јас го познавам и го пазам неговото слово. Аврам, вашиот татко, се радуваше да го види мојот ден, денеска ја ни спомна, и го виде и се зарадува. Јудејците му рекоа, уште немаш 50 години, Аврама си го видел. И тука веќе кулминира се тоа. Исус им вели, вистина, вистина и велам, јас сум пред да се родил Аврам, и земаа камења да го каменуваат заради хула. Но Исус си помина, меѓу нив си замина. Не беше дојдено времето. Вистинскиот наспротив лажните. Јасно дава до знаење Исус, иако може, и Валам тврдел дека е Божи слуга, меѓутоа гледаме од самите негови постапки, како може Божиот слуга да се стави во функција на да го проколне Божиот народ. Тоа е многу јасно дека е спротивно на Божјата волја. Но тоа е човек со измешан ум. Тој се смета дека е Божи слуга, меѓутоа плодовите и сето она што го прави се гледа дека не е така. Елен Вајд кажува дека, па мислам дека и последниот стих, ако не имаше таму нешто, дека највеќе боли кога ќе добиете повреда некој или предавство или било што од брат, од близок. Елен Вајд вели дека тие таквите, како Валам, како овие, оние кои што може би биле, па отпаднале, тие ќе бидат оние кои што ќе бидат најголемите противници на Божиот народ во последното време. Ако имате предвид, јас знам поодамна, тоа е као моје размислување, ми тоа верувам дека е подкрепено на некој начин. Кога станува збор за Моавките, кои што ги измамили израелците пред самиот влез во хананската земја, значи станува збор за жени, да, меѓутоа, кои беа Моавците, рековме бртучите, така, блиски на израелците. Како и мадијамците, и мадијамките таму се спомнати, не само Моавците. Јас знам да кажам, и тоа е сосема точно, можеме ние да кажеме за тие таму надвор, дека се незнабожци, мадијамци, Моавци, меѓутоа, тој во црквата, кој што е, ако може би несвесно се клања на друг бог, за мене тоа е Моавец или Моавка, тоа е мадијамец, мадијамка. Не значи дека ако е во црква и дека и тие таквите се најизмамливи. И знаете, живееме во време кога пред самата жетва, кога каколот и пченицата се уште изгледаат толку слични, малку не идентични. Пред самата жетва, пред да натежне, да кажеме, класот, и тогаш да се види разликата. И навистина Господ треба да ни даде мудрост и да сватиме. Исус овде јасно разграничил кој е кој. Не може некој да има такви мисли, убиствени, или да лаже, или да манипулира и да биде Божи слуга. Не може, тоа е невозможно. Бог е Бог на вистината. Бог е самиот вистина. Ние или сме Натанаел, вистински израелци, или сме она другото. Така речи израелци, или така се нарекуваме, може би, израелци. Да. Римјаните 2:28 и 29 над овој стихови се базираше, мислам дека колоната Б, ако не се лажам, да. Вели, зашто не е јудеец оној кој што тоа е надворешно, ниту е вистинско обрезание оној што е надворешно врз телото, туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста, а вистинското обрезание на срцето е по дух,
а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а од Бога. Може некој да ве фали, надвршно вие може да сјаете. Такви били и фарисеите, за нив се мислило дека понизни, побожни, по улиците, по аглите, тамо, не знам, се молеле, се постеле, не знам, од нане оставале десеток. Треба ја баш да пребрам таму уште колку ливчиња имам до рукав. За да го десеткувам. Навидум побожни, меѓутоа не, воопшто. Вистинското обрезание е оно што Господ го почитува и може да добиете пофалба од луѓето, меѓутоа многу е побитно Бог да е тој кој што ќе ја пофали. Како што го пофалил Натанаила, ова е вистински израелец, во кого нема луковство. Не за џабе описот на 144.000, меѓу другото, кога вели непорочни, додава дека лага не се најде во нивната уста. Чи се без лукавство. Исто, тоа се вистински израелци. Тоа е остатокот. Или еве Римјаните 9.6 вели, но не треба да се мисли дека пропатна Божјото Слово, зашто не сите кои што водат потекло од Израел се вистински израелци. Уште еден стих таков. Или Филипјаните 3.2 и 3. Запазите ги овие стихови. Филипјаните 3.2 и 3. Вели, пазете се од кучињата. Кои се сега кучиња тука? Дали евреите мислели за овие другиве надвор дека се кучиња, самарјаните? Пазете се од кучињата, пазете се од лошите работници, пазете се од лажно обрезание. Зашто ние сме вистинско обрезание, ние кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото. И на крајот Јован 1.47, тоа беше стихот кој што одговараше на конечното решение на самата асоциација, кај што кога Исус го забележува Натанаел, му се обраќа и вели, еве вистински израелец во кого нема лукавство. Натанаел е кој што е чесен, искрен, служи од срце, нелицемерно, оној кој што пребива во Словото, односно и Словото пребива во него, еден од учениците Христови, значи, може би не секој се гледа јасната разлика, меѓутоа делата и плодовите говорат сами за себе. Валам, кој што тврди дека е Божи слуга, воопшто не бил Божи слуга. Ние можеме да мислиме за самите за себе било што, меѓутоа можеме да имаме, да си живееме во некоја своја реалност, можеме да си имаме некоја високо мислење што вообичаено човек знае да си го има за себе, меѓутоа тоа е човек кој што живее по телото. Значи, ако сме вистински израелци, тоа ќе бидеме понизни и ќе бараме Господ да каже преку самоиспитување, самокритичност, пред тоа огледало често пати, како што вели во 139 од Псалм таму на крајот, Господ да каже која е нашата вредност, дали сме на тоа ниво на кое што треба да бидеме и кое што му е угодно на Бога, или сме сосема некаде долу, а се гледаме самите себе како да сме не знам што. Значи, многу е измамливо ако не го примаме Словото и не живееме според Словото. И не дај Боже да сме дошле во онаа ситуација како фарисеите, да не сакаме да ја слушаме здравата наука, да не сакаме да го слушаме Словото. И да ни е до таму измешан умот да лажеме, убиваме, може би со зборови, не мора да... Или мислиме... Ја не можам по природа, луѓе, ја не можам да сватам, ја не сум така ни воспитан од мајка ми, значи, уште пред да станам христијанин, ја не можам да сватам како човек може да размислува како да му напакости на некого. И тоа со денови, со години може да го прави, и вака, да мести коцки, само за да му напакости на човек. Не можам да сватам. А камо ли христијанин? Тоа е за мене невозможно. Но, Господ нека ни помогне, може би некојаш несвесно, како и самиот Павле, може би несвесно сметаме фарисеите, дека сме супер пред Бога, а всушност да не сме.
Нека Господ ни помогне да можеме да се самоиспитаме и да знаеме на што сме, затоа што времето е близо и нема многу време. Нека му е слава на Бога. Амин.